Нов бран, обилни врнежи од дожд. Според најавите од метеоролозите ќе зафати територијата на Македонија од денеска попладне, а поинтензивни ќе бидат од утре попладне до недела попладне. Синоптичарите најавуваат и повремено силен јужен ветер со удари и над 80 км на час. Во западните и јужните делови на Македонија количината на врнежи ќе достигне од 40 до 60 литри на метар квадратен, а на планините ќе паѓа снег што ќе придонесе да се зголеми снежната покривка. Надлежните пред најавениот нов бран ја следат состојбата и преземаат превентивни мерки. Координативното тело препорачува градоначалниците да ги стават во готовност сите расположливи ресурси и да ги мобилизираат кризните штабови. Надлежните апелираат и до местното население да се вклучат во превентивните акции. Сите граѓани кои сметаат дека се загрозени да се обратат на бесплатниот број 195 на Центарот за управување со кризи. Центарот за јавно здравје од Прилеп изврши дезинсекција на просториите каде што живее 3-годишното дете хоспитализирано на детската клиника во Скопје заболено од западно-нилска треска. Детето сега е во општа добра здравствена состојба. Се утврди дека не патувало надвор од местото на живење, а мајката негира убот од комарец. Од Центарот за јавно здравје информираат дека во соседството на две локации се чуваат птици, а на 20 на метри постои разурната куќа со услови за размножување комарци, но не може со сигурност да се тврди од каде би можел да дојде вирусот. 14-годишна ученичка вчера била силувана од 15-годишен соученик во основното училиште браќа Рамис и Хамид, соопшти МВР, додавајќи дека полицијата презема мерки за расчистување на случајот. Девојката вчера околу 10 часот од нејзиното поранешно 15-годишно момче насилно била внесена во машкиот тоалет во училиштето, каде што било и друго 15-годишно лице, пошто била силувана. НАТО испрати уште една порака дека Република Македонија ќе стане полноправна членка откако ќе го реши наметнатиот спор за името со Грција. Генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг во седиштето на НАТО во Брисел го представи годишниот извештај за 2014 година, каде во однос на политиката на отворени врати повторно е посочена единствената пречка и услов за влез на Македонија во најголемата воено-политичка организација на светот. Во поглавјето насловено Отворена врата, во извештајот за лани на Алијансата се наведува дека 4 земји партнери имаат аспирации за членство: Босна и Херцеговина, Грузија, Црна Гора и Република Македонија. 14 американски конгресмени застанаа зад резолуцијата поднесена од Кендис Милер од Мичиген, со која се дава поддршка за македонското барање за членство во НАТО и се бара од администрацијата на председателот Барак Обама да работи со Грција и со другите НАТО членки да престане блокирањето на македонските интеграции поради билатерални спорови. Резолуцијата на Милер, кој ја предводи групата за пријателство со Македонија во Американскиот конгрес, ја поддржаа и конгресмени кои се влијателни во формирањето на надворешната политика на Соединетите Американски држави, како и традиционалните поддржувачи на Македонија во Конгресот. Резолуцијата се повикува на долготрајната поддршка која САД ја дава на Македонија, како и на македонската поддршка на меѓународните мисии иницирани од Соединетите Американски држави, приемот на бегалците од Косово во 1999 година, декларацијата за стратегиско партнерство меѓу САД и Македонија и одамна завршените реформи потребни за членство во НАТО. На 79 годишна возраст денеска почина првиот демократски избран председател на Бугарија Желју Желев. Филозоф по вокација, дисидент, политичар и државник, Желју Желев по првите повеќе партиски избори по промените во Бугарија во август 1990 година од Народното собрание беше избран за председател на Бугарија. Година и пол подоцна беше реизбран на функцијата на првите директни председателски избори во Бугарија, а должноста ја извршуваше до јануари 1997 година. Најмалку 35 лица загинаа, а околу 50 се повредени при експлозија на бомба во една шиитска џамија по редовната петочна молитва во Јужен Пакистан. Се стравува од иконечниот број на жртвите би можело да биде поголем, затоа што, како што опишува полицијата, станувало збор за моќна експлозија. Медиумите тврдат дека експлозијата ја предизвикал бомбаш самоубиец. До сега никој не ја презеде одговорноста за нападот, но полицијата претпоставува дека тоа е дело на сунитските бунтовници кои често напаѓаат шиитски светилишта.